Трошната куќарка во Русиново со импровизиран прозорец и скали од трупци крие во себе безпомошен старец, но уште по безпомошни институции. 69 годишниот Јован Пецуровски со дијагностицирана психичка болест последните 4 месеци е врзан за креветот поради неговата немоќ да се движи, па старецот оставен сам преживува на минусни температури без грејење во услови налик на шталите и од грижата на некој од соседите кој има храброст да влезе кај него, бидејќи од него поради психичката болест сите се плашат. Човекот многу лошо живее. Студено, гледаш, нема ништо. Нема кој да го привиди. Ништо. Не е банан, не е пресоплачен, ништо. Се е под него. Секој не смее да влезе кон него, жена не смее да влезе. Ни едно јадење ви подаде. Така мажето влазат, повлазуваја, така туе еден Славе. Усетили го ја там по тарасичката и он привика: Славе, донеси ми бе вода. Некојаш рече: донеси ми и леп, од вчера не сам ја. Соседите се исплашени дека овој старец нема да ја преживее зимата. Тој човек не може да преживее таа зима. Нема вратница, нема ништо. Ни џамови, ништо. Шпоре нема, ништо. Ќе преживее? Случајот со Јован ја изнесе на површина институционалната немоќ. Од Центарот за социјални работи од Берово велат дека ја следат неговата состојба. Ги презеле сите мерки тој да биде сместен во болницата во Негорци, но таму не сакале да го примат и е повторно вратен назад, па сега неговата состојба е во ризик, а рацете на социјалните работници се врзани. Според нив проблемот е што во Македонија во специјализираните установи за третирање на вакви болни не е ставен акцентот и на социјалниот статус на болните. Признаваа дека повеќе од 4 години не е соодветно медицински третиран, а од друга страна нема народна кујна во селските средини која би му обезбедувала барем еден оброк. Пред очите на сите, институционалната немоќ го остава болниот старец да скапува во креветот мрзнејќи и гладен, мизерно да го завршува животот.